Субвенциите во земјоделството ќе завршуваат во вистинските раце, односно кај земјоделците на кои им се потребни. Ова го посочи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на новинарско прашање дали владата планира да го менува начинот на субвенционирање во земјоделството. Според Николовски, анализите ќе покажат за досегашниот импакт на субвенциите, пошто ќе бидат преземени мерки и активности. За сите други активности ги продолжуваме и комасацијата и окрупнувањето на земјиште. Започнавме проекти за реонизација, акцент на владата е буквално реонизацијата која што со договор ја подпишавме со ФАО и веќе започнато е 2-годишен проект. Поддршката на земјоделските задруги, за што обезбедивме околу 2 милиони евра само во овие неколку месеци. Пописот на шумскиот фонд, кој што како проект не е направен десетина години, започнува во овој период. Во јули се направи авионското снимање на ниво на целата територија, ортофото снимањето. Иницииравме низа на крупни проекти преку кои што ќе се види долгорочната стратегија и долгорочните политики кои што неминовно од ноември натаму ќе треба да седнеме и навистина со сите заеднички чинители, вклучувајќи ги и стручната јавност, и факултетот, и агенциите, и праксата, и навистина ќе мора да се носат долгорочни мерки и политики. Министерот посочи дека според информациите од Царинската управа и Државниот завод за статистика, Македонија увезува многу повеќе храна и има голем одлив на девизи, нешто што мора да биде променето во наредниот период. Токму затоа, ако велиме дека огромна поддршка била на земјоделството, имаме соодветни слабости и проблеми кои што мораме да ги отстраниме. Затоа седнавме и со Светска банка и со Европската унија да навистина овие работи бидат анализирани, да бидат констатирани и согласно на препораките кои што ќе дојдат од нивна страна, веќе од следната година мислам дека ќе се преземат и длабенски, и системски, и долгорочни мерки и политики. Во последните неколку месеци, Николовски посочува дека во Министерството за земјоделство се заштедени стотици илјади евра, кои би биле наменети за непотребни трошоци.